Премиерот и денеска не пропушти да ги заостри односите со опозицијата. Трет ден откако Европската комисија го објави извештајот за напредокот на земјава кон Европската унија, растат поделбите помеѓу политичките чинители. ВМРО ДПМН пак и денеска критикува дека Македонија имала најнизок степен на напредок во 35 позиции, а шефот на владата се фали дека тој го застапувал вистинскиот концепт за исполнување на европскиот сон. Постојат два концепти. Едниот концепт е оној на чие чело што сум јас. Тоа е концептот кој што го застапувам и велам дека македонските граѓани со крената глава, со дигнитет, треба да чекорат кој Европската унија и да седат на големата маса во Брисел. Вториот концепт, кој што е нотиран во овој извештај, е концептот на блокади, концептот на седење на мала, изолирана маса, како што седевме 11 години во минатото. За разлика од неговиот шеф кој беше многу покритичен кон опозицијата, министерот за надворешни работи избегна да навлегува во дневно политички активности и ги повика лидерите на партиите од власта и опозицијата да смогнат сили и да седнат на иста маса, бидејќи само преку консензус Македонија може да се движи напред. Оваа тема мора да постигнеме консензус доколку сакаме да станеме членка на Европската унија. Нема друг начин. И тоа е пораката прво до лидерите на политичките партии да се обидат барем оваа тема. Зар малку други теми имаме да се надпреваруваме? Милиони други теми. Оваа тема мора да си дадеме рака по однос на законите кои што се поврзани со Европската унија, мора да седнеме и да постигнеме договор кој што ќе ги надмине рамките на еден мандат. Договор помеѓу политичките субјекти, државен договор. Опозицијската ВМРО ДПМН смета дека власта залудно се фалела со позитивните заклучоци од извештајот на Европската комисија, бидејќи владата имала најнизок степен на напредок. Со години не се обрнува внимание на клучните области кои се проблем на Македонија. Оценката на Европската комисија во многу делови е дека нема никаков напредок во спроведувањето токму на препораките од комисијата во претходниот извештај. Извештајот ги забележува и законите со лажно европско знаменце, со кои се сака да се протуркаат измени кои одговараат на власта на ДУИ и СДСМ. Во 81 таков случај. Македонија следната година ќе добие нов извештај од европските институции, но тој нема да биде само едностран опис на тоа што земјава прави на патот кон Европската унија, туку и резултат од скрининг процесот кој во моментов се одвива.